Почитувани граѓани, еве подолго време сме на темата разрешување, односно од страна на премиерот се доставени предлози за разрешување на повеќе функционери од владата која што тој ја водеше досега. Имено во дадениот момент зборуваме за разрешување на министер кој што во пленарна сала овде не даде никакво образложение зошто е разрешен, а од неговите сопартици разбравме дека станува збор за осветување бидејќи ја напуштаат коалицијата која што тоне. Меѓутоа, кога зборуваме за разрешување, има многу други функционери по кои што самиот премиер требаше да посегне да ги разреши, односно да стави до знаење дека доколку нешто не функционира, односно носителите на функциите кои што не функционираат и не покажуваат резултати ќе бидат соодветно заменети. Меѓутоа, ова крпење на парламентарното мнозинство е единствено од политички цели, бидејќи како што досега од целокупната расправа се види дека нема никакви аргументи за разрешување или оставање на функции на функционерите кои што остануваат во владата. Меѓутоа, ако клучна тема ни е борба со корупцијата, мораме јавно да разгледаме се што се случувало во изметиот период и периодот кога токму сегашниот премиер ја води владата и да посочиме одредени функционери кои што затаиле, односно не си ја извршиле својата функција, а премиерот има шанса еве во оваа реконструкција да ги замени или да ги разреши. Еве конкретно ќе спомнам неколку за кои што повеќе кратно дебатираме и ќе потенцираме, ќе го запрашам токму премиерот. Дали од вице-премиер за борба против корупција Николовски го разреши бидејќи немаше резултати, но го стави на друга позиција, односно доби друга функција. Зошто го велам ова? Еве, ако оваа влада и ова парламентарно мнозинство имаше намера честно да се бори со корупцијата и криминалот, а гледаме дека нема по сите анализи и анкети, еве посочениот министер уште во септември 2021 година најавува закон за потекло на имотот. Конфискација на имотот од над 30.000 евра, чие потекло не може да се докаже. Ова го поврзувам бидејќи во сегашните и до сегашната програма на владата владењето на правото е клучен елемент и новите партнери кои што влегуваат во парламентарното мнозинство најавуваат ветинг во правосудството и борба против корупција. Еве, законот е најавен повеќе од 2 години и никако да стаса до собранието. Меѓутоа, што е клучно? Не само што беше најавен, туку од страна на овој министер беше посочено дека веќе е изготвена и драфт верзија со лицитирање на норми кои што се уште не се во правна сила бидејќи не се доставени, односно не се усвоени од законодавниот дом, како и на што ќе се осврнуваат ова законско решение. И цитира: Законот за потекло на имот нема нешто што за прв пат се носи во нашата држава, а е важно за отварање на патот за одземање на нелегално стекнатиот имот и има импликации врз наплата на даноците кои се влеваат во централниот буџет. Потоа, групата која што ќе биде опфатена, односно функционерите, и овде цитирам бидејќи ги кажуваат децидно нормите кои што ги предвидува дека ќе бидат. Но ништо од тоа, да се разбереме, ова е само празно слово на хартија. За сите кои нема да можат да го докажат потеклото на имотот во вредност од над 30.000 евра стекнат во претходната година, тој ќе биде конфискуван, предвидува драфт верзијата на законот за потекло на имот, кој прв пат се во земјава. Ова го зборувал министерот, но истиот не ја доживеа судбината ниту да се разведа овде. Епа, почитуван председателя на владата, зошто тогаш не ги разрешите оние кои што не ја продолжиле работата за донесување на ова законско решение, бидејќи во секоја владина програма ви стои ова прашање. А посегнувате по разрешување на оние кои што не се истомисленици, односно кои што веќе се на патот да ја напуштат владата која што ја вие водите. Дополнително, за тоа дека владина гарнитура и ова парламентарно мнозинство не се грижи
за борба со корупцијата, бидејќи истите треба самите да влезат во системот, е и тоа дека од страна предизборно на нивните коалициони партнери од ДУИ исто така имало доставено одреден предлог на закон за формирање на агенција за проверка на носители и кандидатите за носители на јавни функции. По скратена постапка бил доставен предлогот од Артем Груби како подносител и истиот повторно да биде повлечен само предизборно. Но што предвидувал овој закон? Со ова законско решение со кое што сакале да посочат дека ќе се борат со корупцијата, единствено, ако ги прочитаме целите и начелата и основните решенија на ова законско решение, се ќе ни биде јасно. Уште со самото доставување, истите се залагале дека со ова законско решение, внимавајте, единствено, ќе се собираат, анализира и објавува информации и податоци согласно со овој закон да издава извод со податоци за носители и кандидати за носители на јавни функции до органот или институцијата која предлага, избира или именува носител на јавна функција. Предлагале закон единствено да собира и да селектира како статистички податоци. Ништо конкретно во однос на борба со корупцијата. Па почитуван премиер, пошто во изминатиот период гледаме дека по основ на закон за потекло на имот и вакви преиспитувања на имотите на функционерите има доста реакции од јавноста, а и од одредени институции кои што се зацкриваат, немаме никакви резултати. Дали ќе посегнете по предлагање за разрешување на овие функционери? А дополнително и сите следствено наредни функционери за кои што се потврди дека немате доверба, односно немате никакви резултати. Имено вашиот прв човек за владење, за добро владење, вице-премиерката за добро владење ви посочи и јавно ви кажа дека не се согласува со тоа да некој кој што нема резултати, односно господинот Јовевски, нема никакви резултати и не заслужува да добие друга функција на владата. Вие еве овде сте, заедно со вашата вице-премиерка немате ист став. Зошто? Бидејќи парламентарното мнозинство го предложи, тој е избран за јавен обвинител. Ова парламентарно мнозинство може и да го разреши, а пратениците од вашето парламентарно мнозинство го предлагаат да стане уставен судија. Па сега, кој на кого верува, кој на кого не верува овде? Затоа можноста да разрешувате, а без да се даде било какво образложение и по однос на дадените министри и во наредниот период за замениците на министри е основа која што провлекува понатаму да во редови суштински разгледате и дадете вистински разрешувања. Еве, само ова се само дел од функционерите за кои што можете да предложите разрешување и дополнително да разговараме овде за да поставите луѓе кои што ќе можат понатаму да се борат со корупцијата и криминалот и да воопшто во јавноста и кај граѓаните се стекне довербата за владење на правото, а не единствено само на лист хартија во владината програма, во секоја владина програма зацртувате идеални услови за вршење на владење на правото, спроведување на законите и борба со корупција. Имено секаде предвидувате дигитализација, независно и ефикасно правосудство, професионализација на институциите, превентивни мерки. Вие репресивните мерки ги користите за политички неистомисленици, а не да правите и превентивни мерки. За дигитализација видовме колку сте заштитени и колку се заштитени институциите, а кои што огромни средства издвојуваат да ги заштитат податоците на граѓаните и да им ги пружат услугите кои што согласно закон и устав им следуваат. Затоа, со вакви функционери и ваква реконструкција на оваа влада нема да добиеме ништо ново, тоа е лед во место, односно повторно ќе назадуваме и повторно ќе владее корупцијата и криминалот. Со ова парламентарно мнозинство кое што ги поддржува оваа извршна власт, не можеме да направиме никакви реформи. Тоа ви го потенцираат и најновите истражувања кои што, еве, World Justice Project, кое што во 2015 не сврстила на 38-то место, за во 2022, почитувани колеги, на 73-то место. Ова е институција која што ја анализира корупцијата во светот. Тоа значи, за дупло се зголемила корупцијата за само неколку години. Криминалот и корупцијата владеат и ова парламентарно мнозинство нема легитимитет за борба против
корупцијата и криминалот.